во интерес на граѓаните на Република Македонија, на луѓето кои се засегнати со она што денес ние тука го разговараме како точка на дневен ред. Еве да кажам дека денеска разговараме тука на Комисијата за здравство за предлог на закон за измени во Законот за здравствена заштита, со кој ќе се исправи превидот, како што кажаа колегите од власта, кои го направиле во 2019 година со воведување на пробна работа од 6 месеци, платена со 30.000 денари како услов за да може да се добија приватна специјализација. Со ова се појавиле доста проблеми со овој закон и сега што правиме ние? Пробуваме нешто да исправиме што е пред неколку години најавувано како добро решение, но избрзано и сега што сигурен сум и еве го кажувам дека и во иднина ќе доведи до многу проблеми и не представува никакво олеснување за младите лекари кои сега завршуваат медицински факултет, другите факултети од медицинските науки. Никакво олеснување, туку само се обидуваме да исправиме некој превид што е направен со некое законско решение на министерот Венко Филипче во 2019 година. И секогаш ќе правиме грешки кога нема да пристапиме кон суштинско и системско решавање на проблемите. Проблемите во здравството се наталожени. Нема тука да мешам политика, да обвинувам од кога почнале или со кого почнале, со кој дошле најмногу проблеми. Проблемите се таложени со години, но навистина е крајно време конечно да се насочиме кон суштинско решавање на проблемите во здравството. Јас ќе прашам колегите кои го предлагаат денеска оваа измена во Законот за здравствена заштита, кој ќе ја понесе одговорноста, колку средства се потрошиле при донесувањето на овој закон од 2019 година до денес, дали тие средства кои биле насочени кон лекари кои треба да обавуваат пробна работа од 6 месеци, можеле, колку изнесуваат тие средства и колку не можеле вработени лекари кои се со искуство, кои работат 2, 3, 4 години во државните институции, во здравствените домови, во брза помош, да бидат испратени на државна специјализација, да се финансираат со тие средства. Што сме направиле ние? Сме купиле некој период во одреден момент сме задоволиле барање на некоја целна група, истото што го правите и денес. Затоа, ако сакаме во моментов да изнајдеме решение со кое сите ќе бидат задоволни, ние како претеничка група предлагаме укинување на пробната комплетно и со тоа ќе бидат опфатени сите. Да нема услов пробна работа со добивањето на лиценца за лекар, да може понатаму и да си конкурира за добивање на специјализација, да нема никаква дискриминација. Да, се сложувам и со аргументите дека треба да стекнат некој работно искуство, но сме увиделе во изминатите години, сме пробале еве на неколку начини, гледаме дека има проблеми и се појавуваат проблеми во тој дел. Затоа, ако сакаме сега да го решиме овој проблем, мислам дека решението е укинување на пробната работа во целост. Да нема пробна работа, за да може како услов за да може лекарот да конкурира за добивање специјализација. Бидејќи сега многу некои дубиози ни се појавуваат и нелогичности, бидејќи сега имаме лекар кој стекнал лиценца и имаме дека може да оди на пробна работа кај матичен лекар. И како сега матичен лекар како матичниот, да оди исто кај колега матичен лекар и да се рачуна тоа како некоја пробна работа. Значи, тука во многу дубиози ќе влеземе и затоа мислам дека решението е ова што го предлагаме како претеничка група. Но ќе се насочам понатаму. Ако сакаме, како фела, да конечно почнеме да ги решаваме проблемите, ве молам да се насочиме кон суштинско и системско решавање на проблемите во здравството. Не со вака парцијални задоволување на потребите на одредени целни групи, 70, 80, 90, 100 лица.
Имаме ние цели региони во државата без матични лекари. Имаме цели региони во државата каде што имаме по еден или ни еден специјалист. И што сме направиле сега? Одговорност е во 2019 година сме пробале на еден начин, па не оди, па ајде сега во 2022 ќе ја исправаме грешката од 2019 година, а времето си врви, лекарите ни се исселуваат. Податоците се поразителни. Од лекарската комора, официјалните податоци се дека околу 200 лекари завршуваат годишно медицински факултет, но и бројот на лекари кои бараат да ја напуштат државата и се иселуваат во западноевропските земји е исто околу 200. Значи, за кого продуцира Република Македонија медицински кадар? За Германија, за Словенија. А не ги гледаме искуствата од истите тие. Например, од Словенија. Да го земеме искуството за решавање на глобалниот проблем, односно на проблемот во здравството, за да можеме да почнеме да функционираме конечно како што треба. Словенија е држава со популација слична како нас. Словенија е држава со здравствен систем сличен на нашиот. И тие имаат 14 општи болници, имаат 2 клинички центри, кај нас има 4 клинички центри, но кога ќе ги видите податоците колку пациенти посетуваат во тие 2 клинички центри во Љубљана и Марибор, околу 20%, а кај нас, само во Скопје, повеќе од 60% ги побаруваат услугите. Или нема опрема во останатите, или нема кадар, или матичните едноставно ги испраќаат на клиника во Скопје. И се создава еден огромен проблем, се создава хаос. И сега наместо да пристапиме во изминатиот период, наместо да пристапиме кон решавање, мислам дека едно од решенијата, мислам дека подобрите решенија е децентрализација, регионализација на здравствениот систем, ние тогаш пробуваме и во изминатиот период овде како пратеници видовме дека имаше и предлози за изградба на некој си клинички центар во Скопје од 500 милиони евра, што не знаев каков е, ни како ќе функционира, ни колку кадар ќе има во него, ни што ќе има во него, ни за што ќе служи, а знаеме дека во соседна Србија, уште еднаш ќе ги кажам, не учиме од искуствата на подобрите, на соседите, во соседна Србија се изгради за 170 милиони евра велелепен клинички центар, кој ги задоволува потребите и на пациентите, и на студентите на медицинскиот факултет, и на вработените. И наместо со тие пари ние да го завршевме досега во овие изминати години изградбата, да ја завршевме на клиничкиот центар, модернизацијата на клиничкиот центар, изградба на нови објекти, на веќе постојат во Мајка Тереза, ние изгубивме 5 години во млатење празна слама, односно обидување овдека да ги оправдаме лукративните, да ги задоволуваме лукративните идеи на некоја политичка елита. И затоа сега, наместо средства да ги алоцираме на друго место, во продуцирање на специјалистички кадар, ние дозволивме во изминатиот период да слушаме овдека реформи од типот на жути 45, кој ќе направеше проблеми и онаму каде што ги нема, во приватизација на лабораториите, форсирање на приватни во форсирање на приватни здравствени установи, како да се вратиме некој конкретно на не, баш на темата. На темата се извинувам, но баш сум на темата. Форсирање на приватни здравствени установи блиски до власта, а да се потрошат толку средства, а да немаме никаков бенефит за јавното здравство. Да видиме колку средства од тие можеа да се потрошат за едуцирање на специјалистички кадар. Бидејќи имаме во сите делови на државата вработени во здравствените установи, кои молат за да бидат упатени на специјализација. Се упатуваат селективно, се упатуваат со партиска книжка, со партиска припадност и се оставаат цели региони без специјалистички кадар. Затоа уште еднаш ќе кажам,
Ако сакаме да излеземе во пресрет на барањата на младите лекари, тогаш мој предлог е да се прифати укинување на пробната работа. Ви благодарам.